5 инфаркти за помалку од 24 часа се случија во Штип. Најстариот пациент има 84, а најмладиот 59 години и сите се жени, велат извори на ТВ Стар од Штипската клиничка болница. Освен останатите, дали причина за овие инфаркти е и наглото заладување од вчера. Па секако ние влегуваме во период пролет, кога имаме зачестени кардиоваскуларни инциденти, како срцеви, така и мозочни, така да самото нагли промени на температурата се поголем ризик фактор, посебно овие заладувања, кои се од високи температури на доста ниски предвидени да се случат, тогаш оние кои се хронично болни тешко се адаптираат на ваквите промени. Големата температурна разлика пречи и предупредува. Секако смета? Секако. Ти студе. А утре кој ќе е топло, па на куси се соблекуваш и каменот како пука, джешко ладно. Така и организмот. Еве, јас сум веќе над 55 години и осеќам на притисок, на глава, на вртежи и така. По студениот за неколку дена ќе предстои топол бран. Дали инфарктите повторно се закана и што да се прави? Тој период само ќе треба да се адаптираат пациентите при промената од многу степени. Затоа не е лошо во овој период сите оние кои не биле кои подолго не го исконтролирале своето здравје, особено оние со хронични болести, тоа да го направат заради заштита од ваквите промени. Заедно со мозочните, срцевите удари се причина на околу 70% од смртта. Годишно во регионот умираат околу 2200 лица, а од нив околу 1500 се жртва на удари.